Кај македонците, со Ѓурѓевден започнува летната половина од годината, што трае до Митровден. Затоа во една македонска народна поговорка се вели: дојде ли Ѓурѓевден, чекај си Митровден. На овој ден се избираат селски одборници, протуѓери, полјаци, потоа се главуваат момоци, овчари, козари, говедари и така натаму. Заедно со тоа, луѓето се подготвуваат за периодот што следува и што е исполнет со многу, пред се полски работи. Човекот му се радува на оживувањето на природата, никнувањето на есенските посеви, на разлистувањето на овошките, на разелувањето на гората и обновувањето на растителноста воопшто, бидејќи тоа значи и негова екзистенција. Меѓу повеќето обичаи и песни, поврзани со овој ден, посебно значајно место заземаат оние така наречени билјарски обичаи и песни, што се изведуваат при берењето на билките вечерта спроти празникот и на самиот ден рано наутро. Берењето на штотуку изникнатите и разлистени растенија е поврзано со обичајот за потнување, како и со обичајот крмење на стоката, а тие пак со верувањето во магичната моќ на билките. На билје се оди во блиските шуми, каде што може да се најдат разлистани некои билки за кои се верува дека поседуваат магиска моќ, како што се кукурекот, здравецот, вратиката, среќата, но и некои други растенија како леската, дренот и слично.